Благодарам, председателе, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувана колешке, јас нема да се сложам со ова задолжување за брз автобуски превоз, затоа што прво е задолжување, не знам кој е поред, ова малце подомакинско за образование, тоа беше 27,5 милиони евра, ова е 70. Второ, нема да се сложам затоа што постои во Република Македонија огромен диспаритет во развојот на општините, така да ќе прашам зошто да не се направи, мислам по мене дека приоритет е автопатот Битола Прилеп Градско Меджитлија, кој што им го ветивте на граѓаните на општина Битола, зошто сите граѓани на Република Македонија да плаќаат кредит за брз превоз во Скопје, а додека останатите држави во Република Македонија заостануваат во својот развој, затоа што наместо да се развиваат системски, како сите европски општини, ние тука во тие општини нема основни услови за живење, а не камоли да се развиваат на европски начин. И ќе го подкрепам ова со една информација. Според Државниот завод за статистика во Битола имаме 359 природен прираст минус, во Прилеп 331 минус, во Ресен минус 71, во Демир Хисар минус 40, во Могила минус 37, во Новаци минус 13, тоа значи дека тие делови умираат, зашто прво нема инфраструктура и мислам дека тој пат е од суштинско значење за тој регион и за стопанството и за индустријата. Од друга страна, Битола Рег го полни буџетот на Република Македонија, а за битолчани остануваат само картамите и ништо друго. Од друга страна, ќе се запрашам зошто сега во последната година инвестирате демек како за подобрување на квалитетот на воздухот, што правевте досега, освен субвенционирање на клими инвертери, кои што се уште не ви се наместени, а и уште една друга работа, ако климата кошта во продавница 36.000, на сметко по тврдата пишува 49.000, па ќе ве прашам што значи таа разлика во цените, затоа нема да се сложам со вакво земање на кредит, вакво продолжување не на нашите деца, на нашите внуци, заради вашето недомакинско работење. И пак ќе кажам на општините, во оваа влада имаме приоритетите за инвестирање во општините се измешани и наместо да имаме системско решавање на проблемите во општините, ние имаме празни флоскули, пропагандни кампањи и најголем приоритет ваш е набавка преку корупција и рекет. Ви благодарам.